Проектот Органско договорно производство го започнавме заедно со Агротим, во соработка со Агротим, со поддршка на име. И првично се изгледаше како малце нереална сликата, затоа што немавме земјоделци, имавме само побарувачка на органска пиперка. А земјоделци тешко да се убедат да влезат во органското, затоа што имаше недостаток на доверба од тоа каде ќе биде пласирана пиперката. Тргопродукт се јави како откупец на пиперката и на нивна иницијатива за побарувачката на пиперка, неколку земјоделци пробно влегоа во делот органско производство. Стартно и производителите не беа сигурни што произведуваат и подпишаните договори не му беа некој цврст доказ дека на крај ќе се заврши се успешно. Меѓутоа сега моментално сме на насад со пиперки во Милино. Гледаме задоволни земјоделци, задоволни производители, задоволни од цената и со оглед на временските услови кои ги имавме годинава се покажа дека органската пиперка е доста понапред и со подобар квалитет од конвенционалната. Проблеми реално и немаше некои големи проблеми. Во Светониколскиот регион имаше проблемите настанаа кај неколку производители кои веќе потпишаа договор, меѓутоа не се во состојба сега да предадат пиперка затоа што имаше проблеми со недоволно количество на вода. Во време кога се расади пиперката, меѓу најдобрите расади од кога се расадија, се дојде до тотално сушење на расадот. Бевме ограничени со да може да се врши откуп на расад, за да може да се надополнат тие ниви, затоа што семето требаше да биде сертифицирано или дозволено во органското производство, произведено на посебен начин, не како и конвенционалното. И за жал тројца од производителите останаа без пиперка за откуп. Сето тоа еден од главните проблеми кои се наоѓа во Светониколско, другите региони без проблеми ги поминавме прилично добро. На задоволство на производителите, цената ја постигнавме, трошоците му беа доста поевтини од колку кога работат конвенционално производство и немаше некои реални проблеми кои можеме да ги сметаме за проблеми. Се беше решливо и минливо. Пред се во делот на дека органските препарати ќе извршат таа заштита и втор дел во недовербата беше на тоа дека вистина ќе се откупи пиперката. Меѓутоа се откупи пиперката и се плаќа на цена која беше договорна. Стартно имавме реакција од некои од производителите, викаја па ние произведуваме органско, годинава нели се докажа недостатокот на пиперка си држеше цена и вика имаме иста продажна цена, реално гледано не е иста продажна цената, затоа што добивате 6 денари од преработувачки капацитет, 100% повисоки субвенции, препаратите ги обривате му се доста поевтини. Меѓутоа сега крајната фаза веќе на бербата на предавање на пиперката се покажа дека и таму кога веќе падна конвенционалната на 14-13 денари и секојдневно ги гледаме дека има незадоволство, оние кои склучија договори со тргопродукт и останат се уште цената и до крај се тера на 30 денари и редовно имат исплата. Јас се надевам и досега има доста земјоделци кои работеа конвенционално, кои беа најгласни против органското производство и се имаше голема недоверба. Од сега се уват и прашуваат дали за година ќе имаме договори за органско производство со цел да се прошират. Имаме производители кои досега работеле на мали површини, а работеле и други култури. За следна сезона најавуваат дека се останато ќе стопираат и ќе влезат во производството на органска пиперка. Значи имаме една од главните причини за да влез во органското производство пред се беше договорот кој го понудија тргопродукт и помошта на земјоделците кои ја дадоа. Имаше земјоделци кои првично сакаат да влезат во органското производство, меѓутоа стартната инвестиција околу делот на снабдување на црева, на системот капка по капка и наводнување беше проблем финансиски, нормално. Затоа што дел од нив се невработени, па имаат проблем да подигаат кредити, тргопродукт излезе во пресред, понуди како регрес ги даде ѓубривата, на одложено плаќање или при откупот да биде наплатена и системот и на неколку од производителите кои имаа проблем со набавката на црева, систем за наводнување, тргопродукт излезе во пресред и го надополни тој проблем, така да мислам дека идеално е поминавме оваа година. За следна ќе видиме како ќе се одвиват.